Битката за рушење на диктатурата е невозможна. Само една генерација ако се обидува да го направи тоа. Не можат само младите да го срушат Груевски и неговата диктатура. Не можат само повозрастните. Не можеме само ние од средните генерации. Значи мора да биде меѓугенерацијска битка, сите и млади и стари, сосема небитно, етникум, религија, политичка партија, без партија, не е битно. Од сите генерации, од 18 годишни луѓе кои прв пат ќе гласаат сега, до 80 до 90 годишни старци мораат сите да бидат на истиот браник на слободата и на демократијата. Овие избори ќе бидат само за едно прашање. Дали сакаме да продолжиме да живееме во диктатура или сакаме да живееме во демократија? Значи убедувајте ги сите. Ако се добие власта, ќе има луѓе кои ќе бидат и пратеници, ќе има пратеничка група, ќе има коалиција на власт, ќе има и министри, се ќе се има. Меѓутоа овој пат кажете им на луѓето, овие од СДС или од коалицијата не се борат за фотели овој пат. Или не се борат само за фотели. Се борат да го изгонат злото кое 10 години ја малтретира Република Македонија. Почитувани, јас сум апсолутно уверен. На која страна да гледам во салава, апсолутно сум уверен дека сите го знаеме изборот. Не само јас што го имам направено одамна. Сите го имаме направено тој избор што сме овде и што веруваме во оваа коалиција. Мораме да ги убедиме и оние кои се уште не се убедени дека или сега ќе го тргнеме злото од нашите вратови, од нашите глави, или верувајте ми, влегуваме во многу длабок и долг тунел на уште потешка диктатура од која нема да кренеме глава следните 10 години. Значи или сега или никогаш. Ова е битка за Македонија, ова не е битка за нечија политичка кариера. Затоа сите качувајте се на возот кој оди во тој правец. Слободна, демократска, европска, правна, граѓанска Македонија. Благодарам. Ние, по нашата анализа, проценивме дека младите првенствено напуштаат државата, немајки работа и немајки перспектива во оваа држава. Ја напуштаат поради лошото образование, ја напуштаат поради нискиот студентски и средношколски стандард. И токму затоа дозволете накратко да споделам со вас неколку клучни мерки од програмата кои имаат за цел ова да го променат. Прва ни е младинската гаранција. Младинската гаранција е проект кој што е спроведен скоро секаде во Западна Европа. Младинската гаранција ја обврзува државата по завршување на формално образование, задолжително, не дали сака владата или не сака, задолжително да мора да му понуди на младиот човек неколку опции. Првата е да му понуди вработување, втората е да му понуди пракса во траење од 4 месеци, третото е да му понуди изучување на некој дополнителен странски јазик, компјутерски науки и слично, и четвртата опција е да му понуди дообразување. Ако некој дипломирал, државата на незин трошок да му понуди да стане магистр. Но овој проект има една и единствена цел. Младиот човек по завршување на образованието да не седи дома, бидејќи оние меѓу вас што се економисти најдобро тоа го знаат. Што подолго си невработен, тоа е потешко да си најдеш работа. На овој начин, на сите оние млади кои што сакаат да работат или да продолжат да студираат тука, во Република Македонија, државата ќе биде должна да го направи тоа. И тоа ќе чини многу пари, меѓутоа ќе чини далеку помалку од спомениците кои се наоѓаат на плоштадот на Република Македонија. Такви споменици, коњи и магариња, новата влада на СДСМ нема и не планира да гради. Што се однесува до оние млади кои што сакаат да отворат собствен бизнис, или до оние млади кои што за жал заминале во странство, меѓутоа таму заработиле некој денар и сакаат да го инвестираат тука, во сопствената држава. Ке понудиме за најдобрите 320 годишно бизнис идеи. 10.000 евра неповратни средства. Не е тоа кредит. Тоа се 10.000 евра неповратни пари, каде што дополнително, ако има некој денар и младиот човек, може да го додаде на овие средства. Ке отвориме 16 бизнис центри во државата. Во секој бизнис центар, младите кои што ќе добијат 10.000 евра неповратни средства за најдобра бизнис идеја, ќе добијат бесплатна канцеларија, бесплатен канцелариски мебел, бесплатна правна, сметководствена и предприемачка поддршка. Во суштина,
Тие 10.000 евра ќе останат единствено за младите да инвестираат во нов бизнис.